Ширењето на коронавирусот во светот доведе до тоа Светската здравствена организација да прогласи глобална опасност. Генералниот директор Тедрос Адханом Гебреисус рече дека тоа е направено поради меѓународната загриженост не од тоа што се случува во Кина, туку од она што се случува во другите земји, додавајќи дека најголемата загриженост на Светската организација е можноста вирусот да се шири во земји со послаби здравствени системи и кои не се подготвени да се справат со тоа. This is the time for facts, not fear. This is the time for science, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma. Мерката која се разгледува на секои 3 месеци и овозможува на Светската здравствена организација да издаде глобални препораки што се очекува да ги следи меѓународната седница. Владите, компаниите и луѓето ширум светот веќе ги зголемија напорите против болест, за која се верува дека излезе од пазарот на животни во централниот кинески град Вухан. Гебреисус изјави дека Светската организација не препорачува и всушност се спротивставува на какви било ограничувања за патување и трговија или други мерки против Кина. Сепак многу земји веќе ги повикаа своите граѓани да не ја посетуваат Кина, додека некои го забранија влезот на патниците од Вухан. Прогласувањето на глобална опасност обично значи повеќе пари и ресурси во борбата против вирусот, но исто така може да ја поттикне нервозата кај владите да ги ограничат патувањата и трговијата со погодените земји. Во соопштението на одборот за итни прашања се објаснува дека рестрикциите на движењето на луѓе и производи за време на вонредната здравствена ситуација може да бидат неефикасни, да нарошат распределбата на помошта и да имаат негативни ефекти врз стопанствата на погодените земји. Светската здравствена организација со прогласувањето на глобалната опасност има право да бара од одредена земја одговори дали планира да воведе рестрикции на патувањето. Светската здравствена организација, откако оваа релевантна меѓународна мерка стапи во сила во 2007 година, 5 пати има прогласено глобална опасност за свински грип, детска парализа, зика и 2 пати за појава на еболата во Африка.